Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема моќта на поставувањето на јасни граници и правила. Бидејќи свесното родителство верува дека казнувањето на децата не е ефикасна стратегија со која што ќе ги научиме на еден правилен начин на однесување, тоа тргнува од моќта на природните и логичките последици. И овие не се наметнуваат сами по себе, туку тие доаѓаат како еден спонтан одговор на прашањето која е потребата на детето која што е изразена преку неговото детско однесување. Откако ние ќе идентификуваме вистинската потреба на детето, значи можеме да се поврземе со соодветниот ефект од однесувањето на детето, од причината за неговото однесување. Меѓутоа треба многу да внимаваме тука како родители, затоа што често пати сме примамени сме како родители да сакаме да ги создаваме ние ефектите. Меѓутоа, за да можат да функционираат последиците, тие не смеат да бидат врзани за нас, туку тие треба да настанат спонтано, значи тесно да бидат поврзани со потребата на детето која што ја изразува преку своето детско однесување. За да можеме да навлеземе во природните и логичните последици, ние пред се мора да се фокусираме на она што претходи на однесувањето на детето и ова нас не вклучува и само нас како родители, затоа што последиците директно се поврзани со нашата способност како ние успеваме да создаваме јасни граници, доследни граници, како родители, значи да останеме посветени на поставувањето на тие јасни граници и бидејќи сметаме дека тие граници кои што ги поставуваме се во интерес најдобар за нашето дете, ние значи мора да се обидуваме тие граници да ги поставуваме на еден сочувствителен начин и при тоа да бидеме доследни, значи цврсто вкоренети во сегашниот момент. Например, ако поставувањето на границата подразбира да не дозволиме повеќе од 30 минути седење на мобилен телефон од страна на детето пред да почне да ги пишува домашните работи, а гледаме дека нашето дете не се придржува кон тоа, тогаш ние мора цврсто да се држиме до тоа правило, значи до таа граница која што сме ја поставиле, меѓутоа тука треба тоа да го направиме на еден емпатичен начин. Постојат повеќе начини на кои што можеме тоа да го направиме, например да дојдеме до еден заеднички договор со нашето дете, дека доколку не се придржува до тоа време, тој период кој што значи го посветува на мобилниот телефон пред да започне со пишувањето на домашна работа, дека ќе му биде одземен мобилниот телефон или едноставно да побараме од него да го предаде мобилниот телефон и откако ќе напише домашната задача, значи ќе биде повторно ќе му биде вратен мобилниот телефон, меѓутоа сето тоа при тоа детето да внимава и да знае дека завршувањето на домашните обврски треба да ги направи доволно ефикасно и доволно ефективно. Ако детето реагира во таквиот момент, родителот треба да биде доследен во своето барање, значи за одржување на тие граници, да го предаде телефонот или пак да му се одземе телефонот. Значи, многу е битно при тоа кога ги поставуваме границите да не влегуваме во една состојба да ги принудуваме децата, да бидеме многу груби, кој што ќе се граничи со момент на злоупотреба од наша страна. Наместо тоа, значи ние треба да му помогнеме на детето да може да го реши проблемот, кој што подразбира, значи да го поддржиме детето, да ако треба и ние да се вклучиме со цел проблемот да го реши детето и границата да може да ја усвои преку еден радосен начин, преку еден начин кој што подразбира леснотија. Например, доколку нашето дете уште кога е мало не сака да ги четка забите, тогаш и родителот значи може да се вклучи во таа активност.
значи радосно да со тоа што ќе му помогне на детето, радосно да може да ја оделотвори својата сопствена посветеност да се грижи за своето здравје, да се грижи за себе. Можеби ќе му дозволиме на нашето дете во тој момент да сака да ги четка нашите заби или пак ако сака детето, значи може да ги четка забите на куклите. Значи било каков креативен начин кој што ќе му помогне на детето да може да на полесен начин да ја постигне, значи да го постигне тоа правило. Многу е битно во тој момент исто така да не влегува егото, нашето его во сета таа слика, бидејќи кога доаѓаме од место на его, може да се создаде една борба за моќ, со што всушност тој момент ќе се спротистави на свесниот пристап. Меѓутоа, родителите во ваквите моменти го поставуваат прашањето што ако моето дете постојано одбива да го прави тоа. Овде е битно да се каже дека пред се децата тоа го прават затоа што едноставно тие не се навикнати да имаат родител кој што ги поставува границите и веројатно на таквото дете ќе му биде потребно многу подолго време да може да се придружува до границите. Но што овде најбитно? Најбитно е родителот тој да се држи до својот став. Значи, да не го дава просторот, што значи да не се откажува се додека неговото дете не му го даде мобилниот телефон или пак се додека неговото дете едноставно не ја заврши домашната работа откако ќе му биде одземен мобилниот телефон. Многу е битно ние како родители во таквите моменти да не се спротиставуваме на искушението да си создаваме во својата глава ментални приказни, ментални филмови и со тоа да почнеме да му предаваме на нашите деца и да почнеме да ги срамиме нашите деца. Значи, едноставно ние треба да бидеме, да останеме вкоренети во сегашниот момент и да продолжиме смирено да ги повторуваме нашите барања пред нашето дете се додека тоа не почне да ги усвојува тие барања. Затоа што детето постепено ќе почне да гледа, да разбира дека ние она што го мислиме, го правиме и она што го правиме, го мислиме. И штом детето ќе почне да навистина да сваќа дека родителот е целосно сериозен спрема она што му го кажува, дека навистина останува доследен на поставувањето на своите граници и самото дете постепено ќе почне да се придржува до границите и со тоа полека многу пократко време ќе му биде потребно на детето да може да ги усвои тие граници и правила кои што им ги поставуваме. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.